Уште една многу убава тема најавуваме наредниве минути во Македонија наутро, еве вака. Се започна во далечната 1991 година, кога група ентузијасти на чело со Марин Бабич решија да покажат дека глумците одлично и пеат. Беше одлучено ова шоу да се одржи во чест на Светскиот ден на театарот 27 март, но сепак се случи ден предходно како најава на празникот на актерите. Првата глумците пеат се одржа во Универзалната сала 1992 година, каде што настапија повеќе од 30 актери од повеќе театри од Македонија на речиси сите возрасти. Задачата да настапи прв му беше доделена на Владимир Дади Ангеловски, која изведе номерата Стариот Пјер и според неговите кажувања имал огромна трема, како и сите останати колеги за сцената, бидејќи не им било едноставно да бидеш прв на првата манифестација. Кога излегол на сцена, видел дека Универзалната сала е преполна и само што почнал да пее, добил френетичен аплауз кој продолжил и по настапот. По завршувањето на последната точка, никој од публиката не сакал да ја напушти салата, па актерите одлучиле повторно да се вратат со дел од точките на бис. И така било првата година, се понатаму е историја. По 17 години, еден од омилените настани на публиката се враќа на сцената, детали дознаваме од Маја Бабич. Добро утро, Маја, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро вам, на вашите гледачи. Фала на поканата. И со иста доза на емоции, со иста доза на ентузијазам, како што вашиот татко пред 31 година ја започна глумците пеат, вие и вашата сестра Ира се одлучивте нам да ни ја вратите повторно на сцената. Токму така, им ја враќаме на актерите и на публиката. Ние секогаш во нашето семејство со татко ми разговаравме дека треба да се врати, дури правевме некакви обиди. Но ете, така било пишано, што би се рекло, да не успееме да ја вратиме. Кога тој замина пребрзо минатата година и некако со сестра ми како да си ставивме задача пред нас дека тоа мора да го направиме и дури рековме ако не го направиме оваа година, веројатно ќе затвориме таа приказна. И буквално најдовме надчовечки напори, за среќа и јас и сестра Мира сме во овој бизнис, да речеме, во шоу бизнисот, во комуникациите и малку ни беа подостапни ресурсите за организирање на една ваква приказна и еве сме тука. Ја гледаме во моментот Весна Петрушевска, ќе се навратам на еден од статусите кои што таа ги напише изминативе денови за глумците пеат на социјалните мрежи. Вели дека на необјавен список на учесници има само 100 карти непродадени, а екипата е имбе, за вчера да прочитам од вас дека глумците пеат е распродаден. Тоа беше шок за сите нас кои што сме вклучени во организацијата. Да, знаевме колку е популарна и знаевме колку публиката ја сака и секогаш дури кога објавувавме на социјалните мрежи низ годините некакви статуси, сите веле ајде обновете, ама дека ваков интерес ќе се случи и една ваква поддршка од целата публика која многу ни значи, морам да бидам искрена, затоа што сепак и за ова да се организира се потребни финансии. Навистина сме благодарни, ама ни прави една огромна одговорност да буквално испорачаме на сцена квалитет таков како што публиката очекува. Режисер е Дејан Пројковски, немавте многу време за некакви дополнителни технички подготовки и тематски подготовки. Фокусот оваа година се става на македонската музика и мислам дека е одличен изборот. Апсолутно. Македонската музика е нешто што треба да се негува, треба да се пее, треба да се слуша, особено што имаме прекрасни нумери, имаме прекрасни композиции, некои ги пееме, некои сме ги подзаборавиле, ама даваат една одлична подложка, да речеме, за добро шоу. Која е вашата омилена македонска песна? Ќе се пее листата на сцената и која беше омилената песна на вашиот татко? Ќе се пее ли таа на сцена? Сега ме затекнавте. Не знам која би ја издвоила, ама ќе се пеат многу песни кои што јас би ги пеела со задоволство, вака да речеме во приватно друштво. Татко ми сакаше многу музика, слушаше најчесто блуз и соул, но исто така секогаш во глумците пеат
посветуваше внимание на македонската музика. И не знам зошто во текот на целиот разговор ми одзвонува гласот на вашиот татко постојано. Тој глас е глас кој што не може да се заборави. Тоа е уникатното, веројатно, и најмногу кај него. Во едно интервју ваше изминативе денови прочитав дека првите глумците пеат всушност се подготвувале кај вас дома. Се сеќавате на тие моменти? Како не. На сите се сеќаваме. Значи, мислам, и јас и сестра ми буквално почнуваше со кафе пиење, со влези-излези дома. Јас бев млада мајка, имав бебе. Постојано, иако тоа не беше необично за нашиот дом, затоа што целиот живот така функционирале глумците, така се подготвувале представи, ама ова беше необично и морам нешто да кажам е дека сега, кога јас и сестра ми сме сами без него и ја правиме глумците пеат, сваќам каква пионерска улога направил тој пред 30 години. Дури слушаме одбележување Светски ден на театарот, кој патем им го честитам на сите театарски работници. Ми се чини дека пред 30 години не многу и медиумите и самите театри посветуваа внимание на овој Светски ден на театарот. Мислам дека тој некако го започна, тој брани начествување на овој ден. Сакам да кажам дека навистина пионерска улога тој и неговите колеги направиле. Имаше многу знаете како вие сега храните бебе, а во дневна имате глумци кои што играат, кои што пробуваат. Нормално дека е забавно, не можете да бидете имун на тоа. Имаше моменти кога ќе им пукне филмот, не им оди некоја проба, ај да готвиме, па ќе готват во кујна. Така изгледаше. Но и во тоа време со услови како што имаше технички и човечки ресурси се правеше една манифестација која што публиката од која што публиката не сакаше да замине. Тоа е товар на плеки за вас и вашата сестра сега во организацијата. Како технички тече се? Одлично, се тече. Морам да кажам дека во моментот кога објавивме и кога почнавме да ги комуницираме глумците, добивме еден наплив на ентузијазам и наплив на желба да се врати тоа. И мислам дека успешноста на глумците пеат оваа година ќе биде исклучиво благодарение на љубовта и желбата на актерите кои што ќе учествуваат. Значи, на првите проби го видов истиот ентузијазам како пред 17 години, пред 20 години, што мислам дека е само гарант дека и доказ дека им недостигаат на глумците вакви шоуа, излегување надвор од кутијата, правење на нешто поразлично. Ќе се навратам на тој МБА тим кој што го спомена Весна Петрушевска, можеме да кажеме дел од имињата или списокот го чуваме до 20 за да биде изненадувањето поголемо? Сега кога се навраќам, мислам дека никогаш и не се објавувале глумците. Добра. Од проста причина затоа што таму нема звезди. Сите се звезди. Нема издвоени. Значи, од првиот до последниот. Ние оваа година имаме неколку генерации. Ги имаме ветераните. Најстарите актери кои учествувале. Ги имаме сега веќе возрастни актери кои тогаш биле млади. Па имаме средна генерација, па имаме млади кои што некои не биле родени кога тоа почнувало. Значи, многу генерации се, но сите се звезди. И така треба да биде, тој е нивниот ден. Апсолутно, да. А секој маја кој што има изгубено родител во животот, знае што значи тој недостиг на авторитет во семејството и веројатно се што прави понатаму во животот виси едно прашање некаде во воздухот што би било или како би реагирал кога би знаел или знаела дека јас го постигнав ова или мене ми се случи тоа. Што мислите, како би реагирал Марин кога би знаел дека ја враќате неговата љубов на сцената? Во однос на приватниот, да речеме, живот завршивме. Тука веќе немам дилеми како би реагирал. Во однос на професионалниот дел, не знам. Се уште се прашувам дали ќе речеше сега ви текна. Кога мене ме нема да ја вратите, зошто не се нафативте порано? А од друга страна па си велам дека можеби ќе беше горд, иако цело време додека ја правиме. Секоја песна која се одбираше, некои одлуки кои што треба да се донесат во меѓувреме, застануваме со Ира и викаме, он вака го правеше ова, како ќе реагира, како ќе одлучи на ова. Сега сваќаме всушност
колкав товар на плеќите носел. Него, ние како деца го гледавме него само како татко, ништо повеќе. Но сега гледам дека навистина носел големо бреме на плеќите и донесувал правилни одлуки. Снимките стари кои ги гледам, гледам дека се развивало тоа, одело све подобро и подобро, се подобри години испорачувал, значи имал некаква визија. Се надевам, свесни сте дека ова е точка од која што нема назад и за годините кои што следуваат. Апсолутно, така е. Така е, имаме големи планови кои што со него ги разговаравме. Значи, он имаше некакви неостварени желби продукциски и мислам дека во годините што следат ќе ги оствариме. И би сакала денешниот разговор да го посветиме на уште една тема, на која што сте вие апсолутно посветена паралелно покрај глумците пеат. Изминатиот месец ја славевте креативноста, уникатноста, иновативноста и вредната напорна работа на сите актери во индустријата на организација на настани, благодарение на фестивалот БИМ. Чинам утре ќе бидат доделени наградите на најдобрите 15 категории. 15 Како категории. помина до сега? Одлично, значи мал вовет, јас сум председател на Асоциацијата на ивент индустрија ИВАП, со колегите решивме да го направиме овој фестивал, ова е нешто сосема друго, значи јас сум во бизнисот со организација на настани, за да направиме една валоризација на оваа индустрија, од која дел и глумците пеат, се разбира. Одлично помина, имавме 65 пријави, очекувавме помалку, да бидам искрена, добивме многу повеќе, затоа што веројатно на сите им треба и валоризација, и препознавање, и давање на еден втор живот на тие настани кои што сме ги направиле. Се извинувам. Но ова е се последица на оно што ви се случува изминатиот период. Утре е доделувањето, наградите се поделени, јас не кажувам, знам само јас и жири комисијата. Во 20 часот во Holiday Inn ќе направиме една преубава церемонија. Не знам дали се сеќавате, пред точно 2,5 години или 2,5 години, кога започна целата здравствена криза, ние прв пат се сретнавме овде во студиото 3 на Македонската телевизија, апсолутно поразени, бидејќи немавме никаков културен живот, немаше никакви манифестации, се разбира, тоа си го наметна здравствената криза, но ние живеевме за тоа, нашето слободно време го сакаше и бараше истото. И сега 2,5 години по таа наша средба, задоволни сте со кое темпо се враќа културниот живот во Скопје? Прво, фала му на Бога што сме повторно тука, што поминавме една таква криза. Мислам дека не направи и посилни и подсврсти и посвесни за себе си и за тоа што го работиме, кога веќе зборуваме професионално. Се враќа. Дали сме задоволни? Знаете како ние живееме во криза во Македонија постојано и културниот живот е дел од таа криза, но мислам дека ни отвори некои нови можности. Впрочем, и БИМ фестивалот и Асоциацијата на ивент индустријата е производ на таа корона криза, така што јас би ја гледала не само како пречка или како мана, туку и како еден предизвик и добра работа која што ни наметна некои нови патишта. Имаме уште 23 дена до глумците пеат, навиду многу, но лета времето за миг. Оставаме простор да се подготвите и се разбира на денот на одржувањето на манифестацијата. Повторно се гледаме, може така? Се разбира, ви ветувам. Фала на поканата и стварно ќе имаме одлично шоу. Благодарам, Маја, за гостувањето во Македонија наутро.